Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želji očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne križi se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vome ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, voseko je srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš, Oče, Tatko nebesen, ti blagodaram što i denesko i doveka me učiš da ostanem vo tebe, me preoblekuješ vo tvojata ljubav, me nauči kako внатрешниот духовен човек, Исусов човек, Синот Божји да се разбуди, да повика кон Господа Исуса Христа, да ја примам силата и да останам во љубовта, да победувам во љубовта, да бидам љубов една вечна со тебе, да се прославиш во мене, да работам за Царството Божјо, да бидам вистински твој представник на земјата, да бидам сотрудник кој сака да работи за Царството Божјо, кој го бара Царството Божјо и се му се придодава. Ти благодарам што и во овој ден во моето срце доаѓаш, остануваш, живееш, работиш, ме учиш, ми зборуваш, твојот дух ме води. Нека овие живи слова што си ги излеал денеска, да ме употребиш како сад за твоја употреба, ги допрат сите оние кои се жедни, болни, гладни, осамени. Дојди во нашите срца, Господе Исусе Христе, дојди во сотрудниците, промени ги, изчисти ги, научи не да простуваме, да не осудуваме, да се покаеме, да ја прифатиме Твојата волја, Господе Исусе Христе, и да ја живееме љубовта, да бидеме светлина на светот. Зашто ако ние не сведочиме, кој ќе сведочи за Исус? Што полза имаме од некоја црква, заедница заклучена во некој стан, во некоја зграда, во некоја мртва гробница на која ставиле крст или слики од умрени кои служеле на Исус или не служеле? Што полза има ако луѓето не гледаат во нас, не ја гледаат Исусовата љубов, не гледаат дека ние живееме во Исус, победуваме во Исус, дека не сме како светот, дека одиме кон светлината за да се видат нашите добри дела, оти се по Бога, по Исус извршени, да не живееме сами за себе и да мислиме само во умот дека сме христијани. Оди и не кажувај никому. Овој стих не поведува. Дали треба никому да не кажувам или треба да разгласам, да кажам секому што направил Исус за мене? И првото што го правам во заедницата е им ги терам да сведочат, да знаат сите кои сме, да снимаат сведоштва, може би и насила ги терам и, например, сега замина една заедница, едно семејство, друго, од слични причини што не сакаат да излезат на светлина, не сакаат да зборуваат за Исус. И јас им велам, кога ќе заминете горе од Царството Божјо, тогаш ќе видите што работел тихо за вас во името Исусово. Оди и не кажувај никому, не поведува овој стих од Светото Писмо Исусово. Израелците сакаат да го убијат Павле. Пазете сега, какви се тие верници. 40 мажи даваат клетва да не јадат додека не го убијат.
Павле им го растура, традицијата им ја растура. Им растура вапцање јајце, фрески, икони, рипање во реката, вртење таму. Не знам што благодарствени вечер. Им растура традиции, се разбира, на израелците и главното обвинување на Исус беше овој сака традициите нам да не јуни. Ние си имаме наша вера, Мојсе и пророците и се уште се во таа вера и се убиваат. Едно момче ги слушна дека сакаат да го убијат Павле и му кажа на заповедникот и заповедникот му вели никому не кажувај дека си ми го кажал ова, Дела 23, 12, 22. Видете, тоа е едно да не кажуваш никому за да се спаси некој. Исус исцелува лепрозен човек, втора ситуација. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Сакам, исчисти се, оди и покажи му се на свештеникот. Видете Исус што му вели, на свештеникот. Кој ти е тебе свештеник? И принеси дар за очистување твое, како што одредил Мојсей ним за сведоштво. Лука 5, 12, 16. Пред тоа му заповеда да не кажува никому, значи да оди на свештениците, тие што се духовно разбудени, да разберат дека е дојден Месијата. Знаете, Господи, ако сакаш, можеш да ме очисти, сакам, очисти се. Оди и покажи му се на свештеникот, принеси дар за очистување твое, како што одредил Мојсей ним за сведоштво, Лука 5, 12, 16. Пред тоа му заповеда да не кажува никому. Друг препев. Исус му нареди никому да не кажува, туку да оди право кај свештеникот, за да биде прегледан, потоа да принесе жртва согласно со Мојсеевиот закон, како сведоштво за другите, Лука 5, 12, 16. Денеска ние, Исус бидејќи е жртвата, не принесуваме веќе жртви. Милост принесуваме, милост сакам. Па како, еве ти се јавува некој паднат, бара милост, а ти немаш време. Знаете, се затресувам секогаш, бидејќи стиховите се, кој нема милост, за него, за тебе ќе нема милост во судот. Зошто, например, пуштам некој таму, еве сега го слушам за сведоштво, дојде до некаде, некој што е таков, да се капе кај мене дома или да му ги пера малиштата. Па зар да го оставам во беда? Например, Исус на Јаков и Јован, одиме. На Јаков и Јован им се покажа во својата духовна природа. Лицето му блесна, како сонцето, од облеката стана блескаво бела, Матеј 17, 1, 3. Исус им вели, не кажувајте никому за ова што го видовте, се додека Синот човечки не воскресна од мртвите. Ете, тоа е не кажувај никому, се додека, бидејќи сите сакаат да дојде некој да ги исцели, одат на некои разни техники, кратковремено се исцелуваат и заминуваат демоните и се враќаат. Значи, оди и не кажувај никому, се додека, јас, Синот човечки, Исус зборува, не воскреснам од мртвите, Матеј 17, 9. Значи, се додека не воскресне, не кажуваат, зашто сите ќе дојдат да се исцелат. Не е суштината да се исцелиш, туку да разбереш, да го примиш Исус за твој Господ и Спасител. Петар и Јован се во затвор, оти ги учат народот за Исус, народен совет, управители, старешини, вероучители, првосвештеници, садукеи, фарисеи, писмознанци во Јерусалим. Еве што велат тие. Пазете што ќе ви кажат тие. Сето тоа е во наводници. Што да правиме со овие луѓе? Големо чудо се случи преку нив, тие исцелија еден човек, ако се сеќавате, сакат, и тоа на сите во Јерусалим им е познато. Тоа не можеме да го порекнеме. Тие би го избришале и тоа да можат. Видите која сатанска, ѓаволска природа. Зборуваме за свештеници на Израел, но можеме да ги запреме да го шират тоа учење пред народот. Ете, тука сатаната дејства, да запреш да го шириш твоја учење, ако не зборуваш за Исус, како ќе дознае тој? Како ќе дознае ако не гледа дека има некоја заедница која зборува за Исус, се случуваат некои работи? Тие сакаат да се исцелат веднаш. Имам еден случај, има своја близок роднина на смртна постела,
се моли само да се исцели. Јас му велам, не, ќе кажеш, ако е за кај тебе, Господи Исусе Христе, земи го, не се лутам. Душата не е твоја. Ако е за назад, врати го здрав и исцелен, ја прифаќам твојата волја. Дела значи да им забраниме никому да не му зборуваат за Исус. Дела 4:1-17. И тоа ти се случува тебе. Ти забранува некој внатре или некој од семејството да не зборуваш за Исус, па како ќе знаат тие? Како ќе бидеш ти светлина на светот? Како ти ќе бидеш жив камен? Како ќе дознаат луѓето ако ние не сведочиме? Сатаната сведочи во светот за разни глупости. Видете, во денот кога духови се слави во античка Македонија, али они слават духови, како да кажеме, одат култ кон мртвите, тие прават сега и друга состојба, значи тој култ, антички култ, одење на гробови, зашто знаат дека мртвите не умираат, не беше дојден Исус, а тоа вели остави ги мртвите, вели, да ги погребуваат своите мртовци. Душата не е веќе тука, замината е. Телото е во земја и се враќа. Ги повикаа апостолите внатре, се враќаме на позицијата. И им наредија ништо да не зборуваат за Исус, ниту да подучуваат во Негово име. Ништо за Исус да не се зборува. Лете, тоа е тоа внатре што не ти дозволува да сведочиш, па, например, ја напушти заедницата и уште сите сакаш да ги свлечкаш и тие му велат да не кажува никому, значи не можат да порекнат дека направиле чудо, да им забраниме никому да не зборуваат за Исус. Ете, тука се крши христијанството. Ти самиот внатре во себе или заради некого, или заради некоја позиција не зборуваш за Исус и ти влегуваш во таа состојба што светлина под поклоп, кој ќе дознае за Исус ако не сведочиш ти, човеку. Затоа ги терам нашите сотрудници да зборуваат и да сведочат за Исус. Значи ги повикаа апостолите внатре, им наредија ништо да не зборуваат за Исус, ниту да подучуваат во Негово име. Тоа се фарисеи, садукеи, писпознанци, тие ќе ви забранат. Или луѓе што му се поклониле на сатаната. Петар му вели, сами проценете, Петар и Јован им одговорија, дали Бог, таткото, ќе се согласи повеќе да ве слушаме вас отколку Него. Јас не сум зависен од луѓе да слушам што вели апостол Павле. Јас не се осудувам, се секирам што зборуваат луѓето. Не можеме да молчиме за она што го видовме и чувме. Не можеме да молчиме, христијанину, запамети го ова, не можеш да молчиш. Дела 4:18-19. И што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, си го заврзал јазикот да не збориш за Исус, паѓаш на испит. Што ќе одврзете на земјата, ќе биде разрешено на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците своји, повторно се враќаме, од кога им се објави, го видоа дека е Божија природа, дека е Син Божи, да не кажуваат никому, оти сите ќе дојдат, се додека не воскресне, да се исцелат. Не ги интересира Евангелијата и да си се вратат на стариот начин, дека тој е Христос, Матеј 16:9-20, Марко 9:9. Се враќаме на таа позиција. А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не кажуваат што виделе, значи им се преобрази, го видоа, додека Синот човечки не воскресне од мртвите, никому да не кажуваат, и го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг, што значи тоа да воскресне од мртвите. Тоа е исто интересен момент. На телесно ниво, да преминеш од темнина во неговата чудесна светлина, ти си мртов без дух, без Исус, мртов си. Ти си во смртта по Адам. Раскажана е таа приказна, добро да разбереш кој е гревот на Адам. Не јади од тоа дрво. Едно дрво е. Дрвото на познанието на доброто и злото. Самиот знаеш што е добро и зло и стануваш како еден од нив, ќе станете како богови, ги лаже змијата, Адам и Ева јадат од дрвото и се изгонети, бидејќи знаеш ти самиот што е добро и зло. Ние зборуваме за Негова волја, Негово водство. Ти да бидеш сад, ти си значи автомобил, влегува духот и те вози каде што сака, да те научи да ја живееш љубовта и да победуваш во љубовта. Што значи тоа да воскресне од мртвите? 10 стих. Пазете,
a вие што велите, ги прашува Исус, кој сум јас? Петар одговори, Христос Божи. Во друго евангелие вели, тоа Духот ти го кажа, блажен си. Тоа е кога Духот ти зборува. Тој строго им заповеда Исус никому да не кажуваат за тоа, Лука 9:20-22, се додека не воскресне од мртвите, бидејќи тие ќе дојдат да се исцелат сите. Ти да се помина болките, да си тера по свое. Исус им се покажува на Петар и оние кои беа со него во сета слава. Ете тоа е, кој ќе видиш, ти ќе се поклониш. Затоа луѓето одат полесно на некои манастири, камења, води, кај што се случило некаква промена на физичкото тело и на душата, кратковремено, привремено. Само Исус исцелува трајно. Сите оние исцелувања што вие ќе ги добиете, без Исус сте празна, изметен дом, изметена куќа, го има тоа овде, го пишува во Светото писмо. Изметен дом, сатаната се враќа, демоните уште повеќе. Исчистен дом се враќа, демонот лута на пусти места, ќе се врати во тебе. Само ако Исус живее во тебе, ти можеш. Ово е мојот возлюбен син, тоа го слушаат. Не го послушајте го. А кога се чу тој глас, Исус беше останал само, ни ги видува Мојсија и Илија и веднаш сакаа манастири да им направат сеници. И тие премолчаа и никому ништо не кажаа во тоа време за она што го беа виделе. Лука 9:32-36. Тоа е веќе послушност кон Исус. Заради нешто, како оно, значи заповедникот му вели на момчето, не кажувај никому за да се спаси Павле. Тоа е сличен момент, не кажувај никому. Прашање е сега, зашто Исус треба да замине, да се изврши делото, да воскресне, и потоа ти, некој од нас, да застане на неговото место, да биде сад, избран сад, да ја прими Божијата волја и сила, Духот да те води, ти да бидеш представник на земјата, бидејќи тие не знаеа кој е Исус. Учениците молчеа за ова и тоа време никому не кажуваа за тоа што го беа виделе 35-36, се додека не воскресне. Тоа време пред воскресението, за да се случи воскресението. Значи, ако ти не сведочиш, ти кој си христијанин, јавно изборуваш за Исус, како светот ќе дознае каква полза има од тебе, и Духот е тој што сведочи, тоа е вистина, немаш Дух Исусов, имаш Дух на овој свет, само во умот. Петар уште се одрече со петелот, значи 3 пати. Штом не зборуваш за Исус, немаш сила, немаш Дух Свети за Него да го прославиш во тебе и тој да се прослави во тебе. Без Дух ти не кажуваш никому. И долго се боревме со едно семејство да сведочат. Имаат прекрасно сведоштво, немаа нешто, им даде Исус, направи чудо и тие молчат, односно едниот посведочи со туркање, со буткање, но не кажа се, не смее заради. Другата, партнерката, не сведочи, ја напушти заедницата. Знаете, грев против Светиот Дух, да не ви кажувам, да знаеш дека гревот останува на вашите деца, тука е тој проблем. Веднаш ќе дојдеш да сведочиш, но тоа веќе не е од срце, не си сотрудник, ти си присилен, а тој сака слободна волја. Значи, немаш да се прослави во тебе, без Дух не кажуваш никому, немаш доволно сила, немаш вера, немаш љубов, повторуваш само некои стихови да се сакаме, да се љубиме, заедничката молитва, браќа и сестри, а си живееш ти себе љубиво, никој не знае за тебе. Значи не кажуваш никому, по тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици ако имате љубов меѓу себе, Јован 14:35. Значи љубовта е таа што ќе покаже. Но ти ќе имаш љубов кон својот ближен, кој е твојот ближен, па самарјанинот. Секој. Љубов кон Исус и делата негови за мене. Одиме во движење како не води Духот и ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога, определениот судија над живите и мртвите, дела 10:42. Значи имаме заповед да сведочиме уште еднашка, да не мислите дека ја зборувам од себе. Тој, ако некој сака да ја врши волјата негова, ќе разбере дали јас ова од себе, само од себе зборувам или од оној што ме прати. Значи ни заповед во војна
да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија Исус над живите и мртвите, дела 10:42. Сите пророци сведочат за тоа дека секој што ќе поверува во него, да му се повериш, довериш, дадеш, ветиш, ќе добие простување на гревовите преку неговото име, дела 10:43. Тоа име не е Господи, Господи, туку Исус Христос, Татко, те сакам Исусе, Исусе пред мене, зад мене, околу мене, во мене, Исусе и само Исусе. Во се што имам, имаме заповед за сведочење. Заповед имаме. Да бидеме светлина на свекник, глас на оној што вика во пустината, како Јован, разгласувачи од покривите во Матеј го има, еве стихови, кој пази заповед, тој не доживува никакво зло. Значи ти не пазиш заповед, доживуваш зло и затоа вели мало стадо и многу болни аларми во телото, зашто срцето на мудриот знае, бидејќи не ќеш да сведочиш, не ја почитуваш заповедта, срцето на мудриот знае и време и наредба, имаш време за милост на земјата, кога ќе помине тоа, зашто секоја работа има свое време и свој суд. Потоа страдаш, сум видел многу христијани, знаат за Исус, дарови имаат, исцелува, страда, живее без вода, без струја, живее како животно, изгубен и ослепува, губи сила, човекот го обвинува неговото недело. Човекот го обвинува неговото недело, проповедник 8:5-6. Значи, ако некој знае да прави добро, а не прави, грев е тоа. Знаеш за Исуса, не сведочиш, барај сила, предај му се, не си му предал се. Не можеш половично и делумно, ги канеш да дојдат да се ослободат од сатанските преги, од духот што ги јавнал, цело семејство го влече, не излегува од дома, седи дома. Пазете, и побегна демоните, веќе си се сродил, темниот те влече надолу, цело семејство завладеано од демонски сили, ти му се покоруваш на демонот, не треба да прими сила некој од семејството, да заповедува во името на Исус. Не демоните да ги влечат семејствата во зло, во кал, во смрт. Дали сакаш ти да заповедаш не за сатаната и смртта, да за Исус, да кажеш некому за тоа што направил Исус за тебе, или не сакаш да кажеш никому? Тоа е тоа прашање, како би рекле. Сакаш да кажеш или не сакаш? Времето за не кажувај никому истече, помина, Исус воскресна Исус. Нели славиме тоа? Време е да се прослави во тебе, низ тебе, во твоето срце и душа, во се што работиш, во твојот имот, во семејството, од земјата до небесата. Пораката е оди и разгласи секому. Ете веќе 23 години, ова е цитат, времето е релативно, доаѓа до мене слово Господово, бидејќи горе има едно време, вечност има. Не е како овде, во смртност имаш време на почеток, раѓање, умирање и време да избереш за Исус. Доаѓа до мене слово Господово, јас од рано утро ви зборував, како што е сега рано, но вие не ме послушавте, не го наклонивте увото свое да слушате, зборува таткото, не ме послушавте, вели Господ, Еремија 25:3-7. Дали го слушам јас гласот негов и разгласувам зборовите Исусови? Се разбира, имаш стотник, пастир на стадото, водач кого треба да го слушаш ако е во Исус. Соопштете и разгласете, еве стихови од Стариот Завет. Меѓу народите подигнете знаме, објавете, не криите ги зборовите. Вавилон падна, овде денеска се збори Исус воскресна, Еремија 52. Одиме понатаму, дела 10:42. И ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите, дела 10:42. Заповед. Значи, одете, не криите, разгласете, кренете, знаме, Вавилон падна, Исус воскресна. Така се работи за Царството Божјо. Имаме заповед да им проповедаме, да им сведочиме, да им соопштиме на луѓето за Господ Исус Христос.
Пораката не е оди и не кажуе никому, сотруднику. Токму спротивно, сотруднику, оди и разгласи секому за победата на Господ Исус Христос над овој паднат мртов грешен свет. Те сакаме, Господе Исусе Христе, остануваме во Твојата љубов, во Твојот мир, во Твојата сила. Евети го срцето. Мораш да му го дадеш срцето, не да си го чуваш за себе, за своето семејство. Богатиот тешко ќе влезе во Царството Божјо. Камилата не проаѓа низ иглени уши, ти си таа камила. Остави се земно, врви по Исус, од земјата до небесата те сакаме, Господе Исусе Христе. Љубовта Исусова да не преплави. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Татко, Твоите деца во името Исусово повикуваат кон Тебе, силата Твоја да слезе, пламенен оган во секој еден од нас, во заедницата со трудници, во македонскава земја и насекаде. Исусе и само Исусе. Амин до Царството Божјо. Разгласете, Исус воскресна, ја победи смртта. Човеку повикај кој Исус и спаси се. Нема можеби повеќе да имаш време. Амин, амин и амин. Se sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, Tatko, na ljubov ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubov ta moja, lek za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubov ta večna, vo sekoje srce.